На почетокот од јули One Stop Shop се очекува да профункционира и на границата со Албанија. Целта според МВР е граѓаните на поедноставен начин да ја минуваат границата уште ова лето. Откако одлуката вчера помина на владина седница, таква одлука се очекува утре да донеси албанската влада. Како што информираат од МВР, веднаш потоа ќе следува средба на која министрите за внатрешни работи на двете земји ќе стават потпис на договорот, кој потоа ќе се ратификува во собранието. Преминот Ќафасан кај Струга е веќе подготвен, има оптичка инфраструктура и ќе треба да се инсталира само софтверот. На премините Блато и Свети Наум се работи на адаптација пред целосно да стартува One Stop Shop и на овие гранични премини. Во наредните 2 до 3 недели целиот процес треба да биде завршен. Во меѓувреме се тестира инфраструктурата, каблите, хардверот, се инсталира и тестира софтверот за да може системот да стартува. Велат од МВР, од влада по вчерашната седница на која се усвои воведување на One Stop Shop и со Албанија, порачаа дека ваквиот систем со кој се заокружува имплементацијата со трите соседни држави ќе доведе до поголема безбедност и ќе стави крај на долгите чекања на границите. Потребата од ваквото решение најдобро ја потврдува фреквенцијата на патниците на граничните премини со Република Албанија. Во текот на 2025 година на овие гранични премини биле регистрирани околу 4.600.000 патници, од кои дури 2.300.000 патници на граничниот премин Ќафасан. Овие бројки ја истакнуваат важноста од воведувањето на системот One Stop Shop, кој ќе овозможи побрз и поефикасен проток на патниците и ќе придонесе за намалување на времето на чекање на границите. Сепак, додека делот Западниот Балкан ги поедноставува граничните процедури, останатите земји од регионов кои се во Шенген зоната, мака мачат да се адаптираат на новите ЕС правила кои создаваат километарски колони за влез. Поради оптовареноста на преминот Евзони, Грција веќе посегна кон мерки кои би го олесниле влезот. Отворена е дополнителна лента, се поставуваат модуларни пунктови за биометриска регистрација, а при огромни гужви, според оперативните проценки на граничарите, периодично биометриската регистрација нема ниту да се прави, туку ќе се преминува како до сега.